Филипче исчезна, го нема веќе 10-ти ден во јавноста, но празните паушални соопштенија и пресконференции на СДСМ се тука, па дури и за Силија. PR тимот работи активно, но ништо конкретно, како само да сакаат да покажат дека постојат. Секојдневно се објавуваат десетици соопштенија и кратки говори пред партиската камера, но конкретни идеи нема, само празни и неосновани критики за се можно. Според познавачите, жална е сликата која може да се види од некогаш големата и само прогласена државотворна партија. Универзитетскиот професор Јовеќе Кеновски за Алфа вели дека социјалдемократите на овој начин само покажуваат неодговорност кога државата е соочена со проблеми за кои треба сите да помогнат. Жална е оваа слика која што ја презентираат во јавноста со овие бледи, би рекол дури и јалови соопштенија и изјави на Социјалдемократскиот сојуз. Била голема политичка партија, била и на власт, била и во опозиција, меѓутоа вака никогаш не се однесувала на ваков начин. Посебно не во ситуација кога со голем број на проблеми е соочена државата и таа како опозиција секогаш треба да излезе во пресрет на барањата, односно решавање на проблемите на граѓаните. Според Кекеновски, јасно е дека опозицијата треба да се обидува да и контрира на власта, но СДСМ тоа го прави целосно како што не треба, односно со напади за кои нема никаков основ. За разлика од нив, работата и успесите на власта, односно проектите кои што се реализираат, се видливи за секого. Другиот дел од раководната постава на Социјалдемократскиот сојуз се обидува да му парира на ВМРО ДПМН, односно се обидува со разни, за жал, дезинформации, полуинформации, инсинуации, постојано да напаѓа и онаму каде што нема, посебно онаму каде што нема никакви елементи. Впрочем, ВМРО ДПМН на сето тоа излегува со конкретни и реални резултати, со работа на терен, и тоа го покажува успехот. Според експертите, критиката е неопходна во секоја демократија, но таа ја губи смислата кога однапред се негира секој позитивен резултат само за тоа што доаѓа од политичкиот ривал. Затоа, според Кекеновски, наместо со дезинформации и полуинформации создавање атмосфера на хистерија, со цел да се обезвредни сработеното и резултатите на власта, од опозицијата треба да се очекува поголема конструктивност преку предлагање на нови или подобри решенија и конкретни предлози.